Добро дојдовте на фреквенцијата на првиот програмски сервис на македонската телевизија, во уште едно издание од серијалот емисии Медијатека. Живееме во време на нови технологии и информацијска револуција, во кое медиумите се толку доминантни, што полека но сигурно добиваат улога на втор родител во воспитно-образовниот процес на децата. Од тука и прашањето: колку младите се подготвени и медиумски писмени да се соочат со предизвикот на новото време? Останете со нас и слушнете ги размислувањата на учениците, ставовите и сугестиите на експертите на нашата денешна тема: цртани филмови, реклами, стереотипи. Почнуваме. Првите медиуми во животот на секое дете се сликовниците, приказните, цртаните филмови и рекламите. Дали, колку и како таа плејада од ликови, карактери, бои, звуци и пораки влијае врз перцепцијата на детето во создавањето на слика за себе и за неговото место и улога во светот што го обкружува? Како да ги препознаеме позитивните и негативните страни на магијата што цртаните филмови и рекламните пораки ја носат со себе? За сето ова разговараме со гостите во студиото. Ученици од Основното општинско училиште Гоце Делчев, општина Центар Скопје, ученици од Средното училиште на град Скопје Орце Николов и магистар Ивана Хаджи Иванова, психолог, психотерапевт. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. На почетокот, дозволете ми да направиме еден мал експеримент со учениците. Ако сега ги затворите очите, само колку за илустрација, кој лик од цртаните филмови прв ќе ви излезе и какво чувство ви буди? Прво што ми текнува е Том и Џери и носталгија и среќа така. Добро, повели? Мене ме потсеќа прво што ми дојде на памет ми е Декстер и ми враќа ко чувство на носталгија. Ја веднаш се сетив на Юги од Югио и исто така ми побуди чувство на носталгија. Ја на Марио, Супер Марио и ми враќа убави спомени. Така, интересни ликови. А кога си игравте еве надвор со своите другарчиња на улица, дали ги глумевте овие ликови? Сакавте ли да бидете Супермен, Бетмен, Пепелашка? Повели? Да. Да? Да, си имавме улоги. Значи, сериозно влеговте во улогата на вашиот омилен лик од цртаните Да, филмови? да. Добра, повели? Епа ние како помали исто така си игравме од Wings со цртаните, како 5-6 девојчиња сите така и улоги си дававме. Добро, навистина интересно. Уште некој повели? Па кога бевме помали, ние многу сакавме да ги глумиме Бетмен и Супермен, нели дека бидејќи тие беа како најинтересните суперхерои, бидејќи нели Супермен лета и има супермоки и такви работи. Така, секој од нас посакувал барем за миг да има такви супермоки. А и ве, дали им се радувавте на овие ликови? Дали можеби ги купувавте оние ликови играчки? Па јас лично не сум ги купувал, ама да, многу голем дел од животот им се радував, да. Јас како мала многу купував играчки Wings или така и мислам дека уште имам дома од играчките. Па добро, секогаш тоа е убав спомен, Да. затоа треба и да се чува. Па, кога одам во продавница, сакав да ги купувам тие, како што ги нагласивме веќе, Брат, Wings и тие ликови од тие цртани, бидејќи на некој начин тие ни беа идоли во тој период. Така, добро. Хадживанова, дали и колку цртаните филмови се лек за детската душа? Со голема слобода би рекла дека некој од нив се лек. Младите поделија многу убави позитивни примери. Во оваа категорија на тие цртани кои што ја велам дека се лек, спаѓаат цртаните кои што прават позитивна идентификација кај децата и кои што предизвикуваат детски кикот и смеа, а многу ни е добро познато на сите кои се позитивните ефекти од смеата, како кај возрастните, така и кај децата, бидејќи се лачат ендорфини, односно одредени невротрансмитери и хормони кои што ни помагаат во совладување и исправување со стресот, односно едноставно прават да сме добро расположени и добро да се чувствуваме. Во групата на позитивни, тие кои се лек цртани, би ги спомнала и едукативните цртани, кои што се многу важни и од кои што децата учат многу. Би спомнала и дека некои цртани за жал може да бидат отров, односно за детската душа, такви се некои хорор цртани, односно негативни анимирани ликови, кои што па имаше и неодамна примери
на некои анимирани ликови од детски игри кои што предизвикаа многу негативни последици, едно регресивно однесување, така да цртаните може да се и лек и отров за детската душа, емоции и развој. Така. Дали и како ликовите од цртаните филмови влијаат врз развојните процеси и потенцијалите кај децата? Многу влијаат врз повеќе развојни процеси. Би започнала од почеток. Значи, прво цртаните се првиот начин и го спремаат детето за учење. Значи, тоа е првата едукативна интеракција со анимираниот лик, кој што е една позитивна, интересна, во разни бои, интеракција и тип на учење, кој што се супер подготовка за понатамошниот период. Потоа директно влијаат на когнитивниот развој, односно дел од интелектуалните способности и развој на тие потенцијали, расудувањето, размислувањето, логиката, краткорочната, долгорочната меморија, одржување и селективност на вниманието, така да има доста удел во развивање и на овие конкретни работи кои што ви ги кажав. Особено сакам да ги истакнам јазичните способности, односно многу учат децата сопствениот, првородениот, мајчиниот јазик си го учат преку тие анимирани позитивни ликови кои што ги следат, бидејќи цртаните се една секојдневна навика на децата, а исто така во моето секојдневие и во мојата практика сретнувам и деца кои што дури на 3-4 годишна возраст одлично го владеат и флуентно го зборуваат и англискиот јазик, па и други странски јазици, учејќи од токму цртаните филмови, што значи многу голем импакт на јазичниот потенцијал и учење кај децата, бидејќи тоа е периодот кога се учи и нивниот мозок впива како сунгер. Исто така директно влијае на креативноста, на имагинацијата, ги спомнавме смејата, растеретување од стресот, емоционалниот развој, создавање на емпатијата, сочувство со другите другарчињата, па и возрастните и така натака. Така. Дали емоциите предизвикани од цртаните филмови влијаат на однесувањето на детето во средината, како и во формирањето на улогите? Секако, со самите примери кои што ги споделија децата кои се на голема радост денес тука со нас, значи децата имаат пат да учат по пат на имитација. Значи тие може да станат добар суперхерој и може да станат негативецот, односно лош суперхерој, што значи прават идентификација со цртаниот лик кој што го следат секојдневно и од него ги копираат тие позитивни или негативни личностни особини. Или ќе научат морал и добри вредности, емпатија, ќе имаат позитивно расположение, но за жал во некој случај и превземаат и агресивно однесување, антисоцијално однесување, несочувствување со другите, па тоа може да доведе до изолација, отфрлање од околината, така да, дефинитивно. Така. Цртаните филмови, или како што некои ги нарекуваат голема уметност за малите луѓе, имаат за цел да го придобијат, но и да го задржат вниманието на децата, на малите луѓе. Кој бил доволно храбар за оваа авантура низ детската фантазија и го направил првиот цртан филм, погледнете во прилогот на колешката Сонја Петрушевска. Цртан или анимиран филм е филм создаден од серија на различни цртежи, компјутерска графика или фотографии од неживи предмети кои се движат. Најчесто овие филмови во кои се користи анимација треба да забавуваат и се исполнети со смешни ситуации, хумор, сатира и карикатури. Фразата цртан филм најчесто се користи за програми за деца во кои главни ликови се животни или суперхерои кои доживуваат најразлични авантури. За татко на анимираниот филм се смета Винзор Макеј, кој го продуцирал првиот анимиран филм во 1914 година Диносаурусот Герти, а првиот анимиран филм со синхронизиран звук е Параброд од Вили од Волт Дизни. Денес, современите техники во компјутерската анимација му овозможуваат на карикатуристот да создаде слики кои не би биле можни со традиционалните процеси на анимација. Цртаните филмови веќе долго време се предмет на дебати за нивното влијание врз гледачите. Со помош на цртаните, децата учат за светот околу нас, за нови емоции, животни прашања и други важни работи. Цртаните ги носат младите во светот на имагинацијата и ги учат на убави особини како што се решителност, упорност, љубов. Тие исто така се во контакт со музиката.
Позитивен цртан филм може да го научи детето да ги слуша родителите, да зборува на љубезен начин, да им помага на сиромашните, на старите. Може да ги научи и како да бидат лидери и да ги предизвикаат децата да го засакаат спортот. Добро напишано сценарио со вистински аудио и визуелни ефекти и бои се доволни за да го предизвикаат детето подобро да абсорбира десетици информации во еден час. Содржината на цртаните филмови, која честопати и пркоси на логиката, може да ги збуни младите, а поради насилството кое се појавува претерано и без причина во цртаните филмови, детето може да стане нервозно и агресивно и во нормални ситуации за време на играње со своите другари. Цртаните филмови во кои негативен лик се појавува како херој може да го наведе детето да се посомнева во начинот на размислување за она што е исправно, а што не, и да предизвика двоумење ке младите за логично да го предвидат исходот и штетата од своите постапки. За да се избегнат ваквите непосакувани ефекти, карикатуристите мора да бидат предпазливи во дизајнирањето на ликовите, а родителите повеќе да внимаваат на содржината на цртаните филмови и однесувањето на децата. Го гледате најновото издание на Медиатека. Темата на денешната емисија се цртаните филмови, рекламите и стереотипите. Продолжуваме на тема цртани филмови. Ученици, дали некој од вас се уште гледа по некој цртан филм? Јас не е дека ги гледам тие цртани кои што се баш за многу малите деца, ама некогаш и мене знаат да ми го привлечат вниманието кога има многу бои и така многу случки. И знаат некој пат така да се загледам во некој цртан. Ги чуваш ли уште оние играчки ликови од омилените цртани? Да, имам многу дома, уште што ми се останат и така играчки со кои што сум си играла многу и така не сакам да ги фрлам бидејќи имам така поврзаност со нив, а и плюс имам мал брат и он сега исто така цело време сака да гледа цртани и кога го гледам дека си игра и со некои играчки со кои што јас сум ги си играла, така не знам, интересно. Па на некој начин може да се каже и дека цртаните се безвременски, така што може да бидат одлична забава за секој од нас. Одиме понатаму, уште некој повели? Јас се уште, ако најдам некој интересен цртан како мала што сум го гледала, се уште ако го има на телевизија ќе го гледам. Добра, повели? Јас бидејќи имам помал брат и кога он гледа цртани не можам да одолеам и седнувам да ги гледам со нив. Да. Па верувам дека и секогаш е поубаво да се гледаат цртаните, особено во друштво. Така, се согласувате уште некој? Ќе слушнеме со размислување, повели? После долг ден, мислам дека е најубаво онака кога ќе седнам и ќе налетам на некој цртан, онака Одлична ми враќа убави моменти. Да се релаксирате. На следново прашање сакам да бидете особено искрени. Ајде со девојките ќе почнеме најпрвен. Кажете ми какви треба да бидат момчињата кои што вас ќе ви се допаднат? Значи, јас секогаш сакам кога момчето ќе има добро однесување, не само спрема мене, спрема сите, но секако кога ќе се запознаеме, сакам сите во моето друштво да го имаат прифатено и да биде, не знам, другар со сите и тоа. Добро. Ајде некој друг? Повели? Па јас мислам дека треба да имаат добар карактер и да имаат почит кон сите, да не дискриминираат по раса, изглед или нешто друго. Ајде сега, девојките го скршија мразот, да ве видиме и вас момците. Каква треба да биде девојката која што ќе го задржи вашето внимание, ќе ве привлече? Добре, на прв печаток секогаш ние гледаме како изгледа девојката. Така. А од после толку не ми е мене битно како она изгледа, од колку што ми е битно како она се однесува кон мене и кон останатите кои јас ги сакам. Значи, како што кажа другарчето пред мене, исто така сакам девојката да се однесува добро, да има добри манири. Тоа ми е мене посебно важно. Не е све до изгледот, дека е за карактерот и за особината што се крие во девојчето. Така, паметно размислување. Јас сакам да се сложам со тоа дека карактерот е секако најважното нешто, но секогаш ние прво нешто што ќе приметиме во некој е како тој човек изгледа. Иако тоа баш и не е добро, сепак ние кога ќе се запознаваме со некој прво го гледаме изгледот, ама потоа се согласувам дека не е толку важно. Така, и што ако немате така убави очи, витко тело, еве за момците големи мускули бицепси?
Дали на каков начин тоа влијае врз вас? Дали може би, ајде било кој? Не знам, мене не ми е нешто многу, бидејќи ако на пример на некој не му се допаѓа јас како изгледам, тоа значи дека мене не ми се потребни такви луѓе да ми зборуваат на мене така или да мислат тоа и јас не се замарам со нив. А на пример доколку мене некој не ми се допаѓа, нема да кажам, само ќе си го помислам тоа и толку. Така, добра, ајде да ги слушнеме и останатите. Дали можеби ќе бидете тажни, несреќни? Дали на некој начин ја губите самодовербата во такви моменти? Кога го кажувам општо дека многу луѓе денеска се повредени и тоа може премногу да влие врз нив одредени стереотипи што им укажуваат дека нема да бидат прифатени или сакани. Одиме понатаму. Дали гледањето цртани филмови го отуѓува детето од детската игра? Како што и претходно напоменав, тоа е една секојдневна навика. Некои од истражувањата велат дека децата од најмалата возраст, па се до средното образование, минуваат дури 18.000 часови минати гледајќи цртани. Значи, тоа е некоја просечна бројка, која што сите може да се согласиме е поприлично голема. Би рекла дека доколку е доминантна и единствена активност и доколку ние 5 сати гледаме во денот цртани, секако дека ќе бидеме оттуѓани и од домашните образовни задачи и од детската игра, што значи колку е помала возраста, секако родителите имаат одговорноста во однос на организација и план на детскиот ден и правење на баланс меѓу сите тие активности. Така, какво влијание врз децата имаат боите кои што се доминантни во цртаните филмови? Боите се дел од електромагнетното поле, тие се една енергија со одредена бранова должина и фреквенција. Дефинитивно многу влијаат и на возрастните, а особено на децата и помладата популација. Големо е влијанието, ова е доста истражувана тема, утврдени се некои основни карактеристики на боите. Например, сината делува смирувачки или црвената и портокаловата делуваат мотивирачки, возбудувачки, можеби и кај некого агресивно. Значи, боите имаат директно влијание врз емоциите и секако врз однесувањето, а особено кај децата. Сме забележале сите дека цртаните се најчесто во топли, позитивни бои, светли бои, значи се користат основните бои од спектарот и дефинитивно при креирање на цртањето се внимава на овие карактеристики. Иако постојат тие карактеристики и типологија и влијание на секоја боја, сепак постои една одредена индивидуалност. Например, ако некого го смирува сината боја, не значи дека секого ќе го смирува. И често ги советувам родителите, кога, например, има некое детето проблем со учењето или слично, да ги купат работите кои што би му помагале во учењето во бојата која што е негова омилена, значи дефинитивно имаат големо влијание боите. Така. Што мислите за едукативните цртани филмови кои што им помагаат на родителите да ја кажат вистината на детето за некои семејни тајни? Многу ги почитувам и ги препорачувам, бидејќи како психолог сметам дека во семејството не смее да има тајни и дека се треба да се зборува отворено, секако во соодветна форма и со соодветни зборови, согласно возраста на детето и дефинитивно преку цртаните децата се учат и се спремаат и на позитивните и на негативните животни случувања и на оние кои се убави, но и на оние кои се тешки и тажни. Многу често се користат цртаните за објаснување, например, на некоја загуба на блиска личност од смрт или можеби соочување со некоја болест и слично. Така да. Така, тука некаде ќе го заокружиме делот со цртаните филмови, продолжуваме со вториот дел од нашата тема, а тоа се рекламите. Рекламите навистина се неизбежен дел од нашето секојдневие и постојано се среќаваме со нив. Затоа, ученици, ќе ве прашам следново. Дали гледате реклами и која е вашата омилена реклама? Па не гледам многу често реклами, ама некогаш, например, додека играме некои игри или на YouTube, се случува да ми се појави реклама, па морам да ја гледам. Јас не гледам многу реклами, но, например, ако некојаш гледам телевизија и ќе има реклама, највише ми привлекуваат внимание тие рекламите што се за мода. Мене рекламите во кои што има некоја позната личност, може да ме привлечат поради тоа што не знам дали може ме идолизирате човек како идол.
Дали ги коментирате рекламите со вашето друштво и дали она што го гледате на рекламите всушност се одвесува со вашата реалност? Да, дефинитивно ги коментираме, особено кога се па или лошо изглумени или лошо направени, нереални. И немаат сличност никаква со вистинскиот живот и со вистинскиот продукт што треба да го продат или услуга. Така, добро, уште некои со размислување, повели? Па, например, ако некоја славна личност е во рекламата, многу повише нас тоа ни го зема вниманието и се разбира и продуктот што е во рекламата, пошто сакаме да го пробаме заради славната личност. Многу често се преувеличуваат продуктите во рекламите. Сметам дека мора да ги преувеличуваат рекламите, бидејќи доколку тоа не го прават, нема маркетинг и нема продажба. Динамични, кратки, брзи, забавни, заводливи. Со решенија за сите недостатоци и потреби, рекламите се најсилната и најмокната медиумска алатка на 21. век. За кого, зошто и како ја пренесуваат пораката, погледнете во следниот видеоматеријал. Рекламирањето е маркетинг комуникација која подразбира плаќање простор за промоција на производ или услуга, а целта е да се стигне до што повеќе луѓе кои се подготвени да платат за производите што се нудат. Младите се секојдневно изложени на рекламни пораки во различни форми: на телевизија, YouTube, преку апликации, радиостаници, билборди, списанија, весници, филмови, преку интернет и социјални медиуми. Рекламите секогаш имаат за цел да ги направат производите да изгледаат добро, можеби дури и подобро отколку што навистина се. Во последно време маркетинг агенциите се почесто им се обраќаат на младите кои се импулсивни и не размислуваат многу пред да ја донесат одлуката за купување. Иако тие не располагаат со свои пари, сепак нивната моќ е голема поради влијанието што го имаат врз родителите. Дел од маркетинг агенциите имаат ангажирани и компании кои ги следат информациите што ги оставаат тинеџерите на социјалните мрежи, преку така наречено следење на дигиталните патеки, кој им помага на компаниите прецизно да ги одредат вкусовите на тинеџерите и нивните интереси. Секојдневната изложеност на реклами ги става младите во поголем ризик да ги прифатат нездравите навики на живот, како што се брзата храна и употребата на алкохолни пијалоци. Младите честопати се идентификуваат со моделите во рекламите и се трудат да го прилагодат својот физички изглед на нив, што може да предизвика отсуство на самодоверба, но и нездрави диети. Маркетинг техниките ја зајакнуваат и идејата дека брендот го прави лицето, наместо младите да сватат дека нивната самопочит всушност е одредена од она што го поседуваат. Но рекламата може да испрати и важни информации кои за младите може да бидат корисни. Огласи за одредени настани од компании кои нудат пракса, огласи кои може да бидат поврзани со училишни активности, разни акции, но информации за цена на одреден производ и за промоција на нови производи. Медиумското образование кое ги учи младите да станат критички консументи на медиумите во сите негови форми е заштитно средство за ублажување на штетните ефекти на медиумите, вклучувајќи ги и ефектите од рекламирањето. Продолжуваме со темата за рекламите. Ученици, колку често ви се случува производите што ги се рекламираат, да ги имате во вашиот дом и дали го имаат истиот вкус и мирис како оној кој што сте го виделе на рекламата? Што мислите за ова? Повели? Па не исто како што кажа другарка ми, некад многу го преувеличуваат тоа и не е така во реалниот свет, да кажеме, и скроз некад знае да е многу различен продукт од него што го даваат на рекламата. Јас исто така се сложувам, бидејќи некогаш нешто така ќе не привлече, можеби ќе го запамтиме од некоја реклама и ќе се натераме ајде да го купиме и онда дома ќе биде многу, кога ќе го пробаме например, ќе биде или многу различно во изгледот или нема да биде тоа што сме очекувале и малку не разочарува. Дали купувате еве патики, дуксери, маички, таков вид на производи, кои што можеби нема да ви бидат баш удобни, меѓутоа ќе ги купите само затоа што ги носи некој ваш идол, без разлика дали станува збор за некој пејач, спортист, слично?
Па, јас ако би купила така нешто што моето дол го носи, ако навистина ми се допадне, ама некогаш знам да биде, ако повеќето многу луѓе го носат и стане тренд, и така не привлекува да го купиме, иако можеби и нас не ни се допаѓа. Мене тоа тренд и тоа мене не ми е толку битно. Мене ми е битно само мене да ми се свиѓа и да ми стои, да не изгледам лошо. И најчесто ние купуваме патики кои се на некој спортист, повеќе за името што е негово, дека носиме патика на некој кошаркар или фудбалер, отколку што нас не се допаѓа патиката и не е угодна за носење. Па ја не се согласувам со мојот другар, бидејќи јас може да се каже дека купувам патики поради долот, ама прво гледам дали се удобни и дали ќе бидат безбедни за носење и ги купувам, бидејќи ако не се удобни, зашто би ги купил. Така. Колку сите овие рекламни пораки кои што на некој начин, слободно ќе кажам, ве бомбардираат секојдневно, ви помагаат да се информирате за некој актуелен и интересен настан, например, некој концерт на некој пејач, диџеј, настап и слично? Јас мислам дека рекламите се многу корисни и многу често не рекламираат за нешто што на нас би ни било потребно и што баш сме сакале да дознаеме за тоа нешто. И затоа мислам дека има и позитивна страна на рекламите. Па, обично на социјалните мрежи има многу често корисни реклами, например за некоја манифестација или концерт, или некој ивент што ќе се дешава. За тоа е корисно, например по социјалните мрежи кога Рекламите мене често ми помагаат, пример за некој концерт што ќе се случува во нашиот град или во државата или блиску до нашата држава и таквите реклами ги сакам многу. Хадживанова, зошто најгледани, најатрактивни сегменти во сите медиуми се рекламите? Дали сме свесни дека продавањето на производот преку кратки пораки ни одзема голем дел од нашето време? Се согласувам со прашањето кое што дел го содржи одговорот. Значи, зошто, како што ги слушнавме и младите, дел од рекламите огромен процент ни се наметнати, што значи ние сакале некеле ги гледаме, бидејќи најстрашното нешто со кое што јас се соочувам, а и можеби и секој од нас тука, е кога и дури и деца на помала возраст ќе кликнат некој безопасен детски сајт, па излага реклама со несоодветна возрастна содржина. Делумно тоа е и заради тоа што најголемата заработка на медиумите е токму од рекламите, а друга причина е бидејќи тие се создадени на начин да го задржат нашето внимание за подолго време со цел продажба на некој производ. Значи тоа се основните причини за истото. Така. Колку во ова време на стрес во кое што живееме, агресивноста на пораките од рекламите може негативно да влијае врз контрола на емоциите? Кај децата особено може, бидејќи децата се уште во одредена возраст во која што немаат толку голема толеранција на фрустрација. Односно, кога детето ќе види некој патики, како што кажа и младите на телевизија, и тоа континуирано се повторува и другарчињата ги имаат, значи тоа создава еден притисок, ја интензивира желбата на детето за истото, секако, а не секогаш родителот е во можност тоа да го приушти и доколку не го приушти, кај детето, односно тоа се соочува со фрустрации и едно негативно однесување. Така да, дефинитивно влијае на емоциите и појава на негативни емоции и тие негативни аспекти од преголемата изложеност која што ние не секогаш ја бираме. Така. Колку психолозите во своето секојдневие го гледаат овој сегмент цртаните филмови и рекламите како проблем или како можност за надминување на некое проблематично однесување? Како лошото да се стави во една нова рамка? Со последната реченица, сакајки или не сакајки, споменавте една тераписка техника која што ние дури ја употребуваме и во терапијата, се вика рефрейминг, односно ставање во друга рамка. Родителот, познавајќи ја оваа метода, техника, постапка, наставање на негативното, нејасното, конфузното во една позитивна, појасна, прифатлива рамка во конкретниот случај за децата е еден многу позитивен аспект, при што
се влијае на тоа децата полесно да се учат како да ги совладуваат проблемите, да имаат нови перспективи, секогаш и кога е темно да учат да ја гледаат и позитивната страна и аспекти, односно да не размислуваат црно-бело, него да имаат една поширока интегративна комплексност на мислењето. И тука многу голема улога има родителот, кој што прво нели уште од најраната возраст треба да разговара, па и во овој контекст на оваа тема на објаснување на рекламите или на вакви фрустрациони ситуации кога ќе се јават, значи да се објасни. Во овој контекст би спомнала и познатото прашање и реченица која што уште Фром ја поставил, значи да се има или да се биде, на која што јас секогаш нели инсистирам одговорот да биде, да се биде, а не да се има. Така. За крај, во вашите јавни настапи постојано велите дека детето е татко на човекот. А во оваа пригода јас ќе ве прашам, што тоа значи во овој контекст? Детето е татко на човекот, секогаш велам, бидејќи од 0 до 6-7 години се создава една ментална матрица која што ние сите си ја носиме, па можам слободно да речам до крајот на животот. Значи тоа е исклучително важен период, како што реков, мозоците примаат како сунгери во тој период, а родителите, па сега и медиумите кои што се секојдневно присутни во нашето секојдневие се значаен фактор во создавање на карактерот и личноста на детето. Во тој аспект би рекла дека родителите треба да обрнат големо внимание покрај сите развојни процеси и на тоа медиумско описменување кое што е исклучително битно и во кое што спаѓа и критичност во однос на тоа што ни се планира, критичност во однос на прием на информацијата, добри начини на обработка, селективност на примање на информациите и се останато од тој контекст. И од тие причини е многу добро што денеска сме сите тука да зборуваме за таа медиумска писменост која што е важна и е многу важно да се почне уште од најраната возраст, па дури од градинките. Така, јас ви благодарам за вашиот одговор и навистина ми е драго што ни бевте друштво во денешната емисија. Сигурен сум дека овие млади луѓе ќе успеат да научат многу поенти од сето она што го кажавте во денешната емисија. Ви благодарам и на вам, ми беше чест што бев денес тука со волку паметни и млади деца. Така, ќе ви се заблагодарам ученици и на вас за вашето активно учество во денешното издание на Медиатека. А вам, почитувани гледачи, на крај само ќе ви порачам. Бидете свесни за се она што несвесно го примате и допира до вас. Никое нешто не се претвара во ништо. Се околу нас остава своја трага и белег. И во духот на денешната тема, гледајте Медиатека, целта ни е да ви помогнеме, да ве подсетиме. Потребна ни е медиумска писменост. Довидување.